Борбата со COVID-19 ме направи похрабра, но и ја промени мојата перцепција за животот. Во шок ја примив информацијата дека сум заразена. Прво што помислив во тој момент беше моето семејство. Се исплашив и тие да не заболат од вирусот од кој се заразив на работа, вели Мирјана Илич Смилкова, медицинска сестра во Штипската болница. На Меѓународниот ден на сестрите реши да ја раскаже својата приказна, за која претпоставува дека ќе биде мотив за сите нејзини колеги чија задача е први да подадат помош и утеха на пациентите. Може би неблагодарно да се каже, меѓутоа ова што се случи со вирус, со COVID-19, ни дава можност на сите медицински сестри подобро да објасниме што работиме, да објасниме нашата професионалност, да го објасниме нашиот придонес кон доброто здравје и улогата и одговорноста на нас како вработени, како едни од битните во таа карика што се нарекува здравство. Целата 2020 година е посветена на медицинските сестри, па во тој контекст во наредниот период треба да се работи на валоризација на професијата, смета Смилкова, која е преседателка на Сдруженијето на медицински сестри, техничарки и акушерки на Штип. Одливот на медицински сестри во странство е огромен, а тоа се покаже и во борбата со пандемијата, кога голем број на болници се соочија со недостаток од кадар. Не смееме да дозволиме да ни бегаат. Не смееме да дозволиме да работат медицинските сестри со средно образование за помалку од 20.000 денари, што е факт. Не смееме да дозволиме да немаме бенефициран стаж. Не смее да се дозволи да операционите сали работат со полно работно време. Секаде во законот пишува дека тоа е скратено работно време. Годинава поради пандемијата, Меѓународниот ден медицинските сестри ќе го одбележат на своите работни места, со маски, визири, а некои облечени во скафандери.